Добар и убав ден, драги мои. Третата епизода од серијалот Забадник. Денеска ќе финишираме, ќе ја наполниме трпезата и вистински ќе уживаме. Рано наутро поминаа коледарите, огнот се запали и сите вистински уживаа, посакувајќи мир, среќа и берикет, и сега ни останува да уживаме бескрајно во сето тоа што го зготвивме за нас и нашата фамилија. Имајте убава мисла, сакајте се, уживајте во животот и секако, утре е Божик, Христовото раѓање е пред нас. Бидете среќни, живи и здрави. Велат дека за бадник на трпезата може да има и риба. Затоа што рибата е дозволено да се јаде кога се пости. Едноставно, правилото од старите останало дека рибата за бадник на трпезата треба да ја ставиме цела, за целата среќа да остане во куќата, не смееме да ја сечеме на парчиња, за да не си ја пресечеме среќата. Во крапот, одбрав крап затоа што е риба која во Македонија навистина многу се јаде, а рибарите велат дека крапот се лови и се јаде само во месеци кои што ја имаат, ја содржат буквата Р. Ке додадеме морков внатре, целер и кромит. Ова ми е вишок. Ке ги сечеме на големи парчиња, а тоа дополнителен вкус на месото од рибата ке даде. Ете така. Откако ќе ја наполниме со зеленчук, со оштар нож ќе ја засечеме. За после тоа да можеме подобро да ја оделиме. Во сите овие парчиња, кај што ги засеков, можеме да додадеме и по едно чешне лук, еден ловаров лист, меѓутоа овој пат само сол и малце масло. Прво ќе ја намастам, а потоа и ќе ја посолам. И веднаш ќе ја печам во рерна која е загреана претходно на 200 целзиусови степени. Гравчето ни е при крај и додека јас ја обработувам рибата, во едно мало сосиерче ќе додадам масло, меѓутоа на средна температура. Не смее да биде многу жешко, затоа што во него ќе додадам црвен пипер. А црвениот пипер, ако е многу жешко маслото, ќе изгори и ќе го расипеме вкусот на гравчето. Со кутлача ќе земам од гравчето и ќе ставам во тавче во кое ќе го подпечеме. Шубаво се вари гравчето, како мириса денеска во кујната, на изобилие на разни вкусови. Ете така, сосема доволно. И откако маслото ќе се загрее, ќе го исклучам оганот и во него ќе додадам црвен пипер. А сега ајде да зачиниме рибата. Во рибарницата каде што го купувате крапот, ќе го замолите рибарот да ви ја ичисти убаво рибата што ќе одберете, посебно ако е ваков убав крап. Затоа што они си се испраксирани и можат многу едноставно да ја ичистат, а вие дома само да ја измиете убаво од сите страни, да ја исушите, да ја наполните, да ја намастите, да ја посолите и веднаш да ја ставите на печење. Ајде да видиме до кај сме со маслото. Уште малце.
гравчето, што ќе биде чорбесто, ќе додадеме макдонос, затоа што тоа е при крај. Шубаво мириса. Ајде сега да посолам рибата. Убаво од сите страни, пошто храната, ако не е добро насолена, нема да биде вкусна за јадење. Одлично. Сега, уште малце ќе ставам во внатрешниот дел кај зеленчукот и сме завршиле работа. Сега вака спремна рибата, ќе ја ставам во едно големо црно тавче и оди на печење. Ставам малце масло. И еве рибата. Уште сега убаво изгледа и ова ќе биде вистинска гозба. Двеста степени, 35 минути ќе бидат сосема доволно за крапот добро да се испече. Сега добро ќе измешам и ќе оставам полека да крчка смесата, додека комплетно не набабри. Супер. Ете така. Ќе го намалам малце и гравчето полека да си крчка, а јас за тоа време ќе направам салатата од грав. Салата која е вистински почитувана. Правите гурмани сакаат да јадат салата од грав. Што ни е потребно? Секако сварено гравче, кромит кој ќе го исечам на многу тенки месечинки, вака ќе го растурам натре. И така полека си доаѓа се на свое место. Без брзање, со добра припрема. Ќе додадам и тенко исецкан целер. Меѓутоа, горниот дел од целерот идеално одговара со грав. Пробајте да видите, затоа што ќе го разубави вкусот на салатата од грав. И маслинки. Зелени маслинки без семка со пиперче. Многу ги сакам. Маслинките ќе ги ставиме цели. Ќе додадеме малце црвен пипер. Ќе додадеме масло. Не штедете на масло, гравчето си сака масло. Ќе додадеме црн пипер и секако малце сол. Сега ќе ја измешам целата оваа смеса.
претходно ќе додадам и малце Макдонос. Погледнете салатата. Едноставни состојки, а вкусот неодолив. Сега малце ќе пробам и салатата веднаш оди во фрижидер. Заборавев да додадам малце оцет. Вински бел оцет е она што треба на крај да го додадеме во салатата со гравче да биде киселка. Сега јас ќе ја измешам. И повторно ќе пробам, затоа што многу ја сакам оваа салата. И ова да пробам сега уште еднаш. И тоа е тоа. Тоа е тоа, веднаш оди во фрижидер. Јас сега ќе ја направам салатата со кисела зелка. Погледнете ја зелката. Оф. Ќе ја исецкам ситно. Изјавам убави листови и целата главица ќе ја направам, затоа што многу е здрава зелката, а плюс можеме вистински да уживаме и да наздравиме со една чашка ракија или некое убаво винце. Мезиме, уживаме, јадеме и сето тоа полека и тивко. Правиме убав муабет. Дури велат старите дека треба да внимаваме кој ќе ни дојде дома за бадник. Затоа што, ако е добар човек, тој што ќе ни дојде дома, цела година ќе ни биде добра. А ако не е добар човекот, тогаш треба многу да внимаваме. Сега пиперките, вака ќе ги здробам. Пукаат, крцкаат. Супер. Добро ќе ги измешам. Секако ќе додадам и буковец. Откако ќе ги спремам вака салатите, ќе ги ставам во фрижидер на ладно, затоа што се уште е време за бадниковата трпеза. Се уште не сум готов со се. На крај ќе додадам и масло. Меѓутоа, како што кажав, и суви домати во масло. Прво ќе го додадам маслото од сувите домати. А сувите домати ќе ги сечам на мали парчиња. Идеално одговараат. Значи ја почитуваме традицијата, меѓутоа додаваме една мала нота на киселост, блажина од сувите домати.
Сувите домати се доволно зачинети, што буквално ќе го разубават вкусот на салатата со кисела зелка. Ајде уште малце. Ќе измешам оваа смеса, само да додадам уште малце Макдонос. Охо, супер. Бадник, еден од најубавите христијански денови. Ден кој се памети, ден каде што се што правиме треба да биде мирно, тивко, со убава мисла и со убав збор. На интернет најдов еден текст и оваа емисија би сакал да одјавам и да го прочитам тој текст затоа што е многу значаен. Вели вака: Баднике, ноќ кога светот се смирува, а срцето за прв пат слуша. Огнот гори тивко, за да не згасне доброто. Лебот се крши со рака, зашто вечерва ништо не се сече. Ни збор, ни надеж, ни врска меѓу луѓето. Бадник не собира, не околу масата, туку околу мирот. Што и да имате вечерва, благословено да е. Што и да немате, нека не ви тежи. Бог гледа во срцето, не во полната чинија. Вечерва простете, ако можете. Зборот боли повеќе од гладот, а мирот лечи повеќе од се. Баднике, а утре е Божик. Утре велат Исус се роди, во тишина за светлината да победи. Од срце ви посакувам здравје што ќе ве чува, среќа што ќе ве следи, мир што ќе владее во домот и љубов што ќе ја држи фамилијата на куп. Чувајте ја ноќва, во неа се раѓа доброто. Среќен Бадник!